Добра вечер, ви посакувам во дневникот на телевизија Плюс за првиот ден од март. Ова се настаните на денот. Намалувањето на цената на газ ги врати потрошувачите. За зона за смирен сообраќај потребен е ребаланс на буџетот. Козјак 2013 со 8 мартовска акција на Бислимска клисура. Намалувањето на цената на газ ги враќа потрошувачите, информираат од јавното претпријатие Куманово газ. Интерес, велат, има и кај правните и кај физичките лица. Намалувањето на цената на овој енергенс следи речиси на крајот на грејната сезона, но од претпријатието се надеваат дека ќе се задржи и наредната година. Високата цена создаде загуби, но сепак продолжува ширењето на мрежата. Голем дел правни и физички лица во Куманово се враќаат на затоплување на газ. Од јавното претпријатие Куманово газ информираат дека интерес има откако е намалена цената за затоплување со овој енергенс. За февруари метар кубен чини околу 65 денари, за разлика од септември кога за 1 кубик граѓаните требаше да плаќаат по 155 денари. Поради високата цена, тогаш бројни лица одлучија да ги откажат договорите. Имавме тешка година, незапамтена во енергетиката во нашата земја. Имавме цени 4 до 5 пати поголеми од реалните цени кои сме навикнати да ги имаме во претходните 15 години откако постои нашето јавно претпријатие. Декември 2021 беше последен месец со нормална цена од некои 30 денари, за да јануари 2022 добиеме скок на цена од 80 денари. Цела 22 година се движише цената околу 80, 90, 100, највисока цена беше околу 155 денари за септември, што се одрази на драстично намалување на потрошувачка на нашиот енергенс. Дојдовме на некој минимум, каде што претпријатието беше во прашање на опстанок, меѓутоа со помош на општина Куманово и Советот на општина Куманово успеавме да опстанеме. Во јануари имавме исто така висока цена од 94 денари за нормален метар кубен, меѓутоа од февруари веќе почнавме да бележиме пат на цената, каде што за февруари ќе биде некаде околу 65 денари, ја чекаме да нови официјалната цена. Завчера добивме најава за нова цена за февруари, која ќе биде некаде испод 60 денари, околу 58. Тоа све ќе зависи од квалитетот на гасот кој влегува во нашата држава, така и се формира цената, зависи од топлинската моќ. Се надеваме на подобри цени, очекуваме пад. Ова грејна сезона веќе заврши кај да е. Следува летен период каде што ќе се посветиме на ширење на нашата мрежа и се надеваме дека од октомври 2023 година цената ќе се стабилизира пак на некои 30-40 денари, што е реална цена за овој енергенс, и да почне нашето претпријатие да напредува, и се надеваме дека оваа година, измината 2023 година, повеќе никогаш нема да се понови. Од претпријатието се надеваат дека падот на цената ќе продолжи и наредната грејна сезона. Укажуваат дека лани се доведе во прашање функционирањето и бележат загуба од над 6 милиони денари. Да напоменеме дека нашето претпријатие се уште не е стабилно за да остварува добивка. Уште од почетокот на формирање на ова претпријатие, сите изминати години се со некој минус. Ова година е можеби најголем, од 6 милиона и 200 илјади денари, што не зависеше директно од нас. Цената, ова загуба ја диктира пазарот. Ние немавме можност да испорачаме поголема количина на газ, бидејќи нашиот единствен приход е од дистрибуција и од снабдување на газ. Гасификацијската мрежа во наредниот период треба да се прошири кон средното техничко и подрачното основно училиште, како и интернатот. Веќе се работи на неколку стамбени единици. Без разлика на енергетската криза, ние успеавме да поставиме мрежа од 1 километар и 70 метри. Најголема траса е улицата Моша Пијаде, каде што има голем број на домаќинства и на згради. Очекуваме тие во нареден период да станат наши корисници. За наредна година веќе имаме испланирано, се работи на припрема на техничка документација до екипирање на нашето претпријатие, да водиме една линија до средно техничко училиште Наце Буѓони. Тука треба да се опфати интернатот за ученици, тука имаме и подрачно училиште на браќа и крсте.
Тоа ќе биде еден убав проект и каде што очекуваме една убава потрошувачка во зимскиот период. Веќе разговаравме со директорите на овие институции, они се веќе во процедура за изработка на техничка документација, проекти, така да се надеваме дека за почетокот на наредна грејна сезона тие веќе ќе станат наши корисници. Веќе се работи на згради каде што ние веќе имаме инсталирано мрежа. Тоа се зградите на Васко Карангелевски, Бела 1, 2, 3 и 4. Се инвестира сега моментално на зградата Престиж Плюс на Моша Пијаде. Тоа е инвестиција на инвеститорот, не инвестираме ние во хоризонтална гасоводна мрежа. Поочекуваме да имаме доста приватни приклучоци и на потегот што треба да одиме од Трета Македонска да стигнеме до техничко училиште, улица Перо Чичо, улица Бајрам Шавани, Народна револуција, тука има доста објекти кои што би требало да се приклучат. Од предпријатието се надеваат и дека бројот на корисници ќе се зголеми по повикот за субвенции кој треба да го објави владата. Заинтересираните лица за приклучок од државата ќе добијат 25.000 денари како и дополнителни 15.000 од општина Куманово. Општинската организација на Црвен крст Куманово започна со реализација на верификуваната програма за обука за персонални асистенти на лицата со попреченост. Обуката ќе ја спроведуваат 4 стручни едукатори, доктор, медицинска сестра, дефектолог и социјален работник. 18 долгорочно невработени лица во периодот од март до мај оваа година ќе следат обука, која има за цел да ги оспособи идните асистенти да се стекнат со знаења и техники од областа на нега во домашни услови, психосоцијална поддршка, како и теоретски и практични знаења за помош и нега на лица во домашни услови, како и на работно место. Со реализација на оваа обука и по успешно завршување на истата, кандидатите ќе се стекнат со сертификат за персонален асистент за лицата со попреченост. Дваесетиедногодишно лице во Кумановската полиција пријавило дека пред угостителски објект на плоштадот Нова Југославија бил физички нападнат од 2 лица од Куманово на возраст од 18 години. По документирање на случајот следува соодветен поднесок, информира полицијата. За да се реализира проектот Зона на смирен сообраќај, потребно е да се направи ребаланс на буџетот на општината, а во меѓувреме се аплицира и кај странски донатори, рече Емилија Сларидис Јаневска, раководителка на секторот за урбанизам, во врска со проектите кои се дел од планот за одржлива урбана мобилност. Што се однесува за прашањето за зони на смирен сообраќај и пешачка зона, овие два проекти се дел од планот за одржлива урбана мобилност. За истите беше распишана постапка за изготвување и е завршена и се предадени на општината во крајот на месец декември 2022 година. Да, секако се планира дека ќе се реализираат, меѓутоа зоните на смирен сообраќај, бидејќи развојната програма беше веќе изготвена кога проектите беа донесени, истите би влегле во разработка во програмата развојна на општината со ребаланс на буџетот, меѓутоа ние не застануваме тука, бидејќи самите проекти представуваат добра основа за аплицирање на странски фондови, ИПА фондови и други меѓународни донатори кои особено поддржуваат проекти од урбана мобилност, истите се веќе и аплицирани таму. Што се однесува до зоната на смирен сообраќај, проектот се однесува во 3 фази во ведување на пешачка зона. Односно, првата фаза треба да е пешачка зона со спојување на двата плоштади, така да во оваа фаза изготовка на проектот за реконструкција на новиот плоштад или плоштадот кај Пионерскиот дом, па самиот проект од пешачка зона ќе му биде даден на изготвувачот да биде инкорпориран, така да со реконструкција на самиот градски плоштад би се реализирала и првата фаза од проектот за пешачка зона во Куманово. Понатаму останува да се предвидат средства и да се реализира втората и третата фаза. Опожарено е паркирано патничко возило Ауди на улицата Бранко Богдански Гуцман, информираат од Кумановската полиција. Настанот бил пријавен во полицијата синоќа пред 22 часот. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово го изгаснала пожарот, а повредени лица нема.
На крајот на 2022 година регистрирани се 9699 слободни работни места. Стапката на слободни работни места во четвртото тримесечје лани изнесува 1,94%, објави денеска Државниот завод за статистика. Стапката на слободни работни места во четвртото тримесечје од 2022 година изнесува 1,94%, објави денеска Државниот завод за статистика. Од вкупно 9699 слободни места, најголем дел, односно 3278, има во петата група занимања: работници во услужни дејности и продажба. Непополнети се 1554 работни места од занимањата: ракувачи, составувачи на машини и постројки, 1484 од техничари и други сродни занимања, 942 од службеници, 831 од стручњаци и научници, 799 од елементарни занимања, 579 од занимања за неиндустријски начин на работа во производството. Највисока стапка на слободни работни места од 3,78% има секторот објекти за сместување и сервисни дејности со храна, а најмала со 0,23% во секторот други услужни дејности. Деловните субјекти со број на вработени од 3 до 9 имаат највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 2,54%. Пелагонискиот регион со 2,74% има највисока стапка на слободни работни места. Според податоците на Државниот завод за статистика, во државава пополнети се 489.486 работни места. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски информира дека денеска остварил средба со најмладата партизанка во историјата на НОП од градот Првоборец, Цвета Андоновска. Денеска гостинка во мојот кабинет беше Цвета Андоновска, најмладата партизанка во историјата на НОП од градот Првоборец, сестра на народниот херој Тоде Думба, која на 11 годишна возраст активно помагала и работела за движењето на отпорот. Имав прекрасна можност да слушнам изворни приказни за настани, акции и личности кои дале свој придонес во борбата против окупаторот, сведоштва од револуционерното минато со кое се гордееме, како и да разгледам примероци на наш весник од Куманово од 1978 година, со фотографии и објави на оваа тема, истакна Димитриевски. И годинава во чест на празникот на жената 8 март, Сдруженијето Козјак 2013 организира планинарска акција на Бислимска клисура. Активноста, која што е поддржана од општина Куманово, ќе се реализира на 5 март во недела со почеток во 8 часот пред мостот на реката Пчиња. Патеката е долга 13 километри и е лесна и прилагодена за почетници, информираат од клубот. Сдруженијето за планинарење и заштита на планини Козјак 2013 и годинава Денот на жената ќе го одбележи со 8 мартовска акција на Бислимска клисура во селото Пчиња. Станува збор за традиционална акција наменета за жените, но секако дека учествуваат планинари од речиси сите клубови во Македонија. 8 мартовската акција ќе се организира в недела на 5 март, а патеката долга околу 13 километри е лесна за пешачење, информираат од клубот. Тоа е прилика на многу жени да излезат во природа и на еден поинаков начин да го обележат овој празник, ама и да ги направат првите планинарски чекори, затоа што има многу жени кои што сакаат да рекреативно да се движат во природата, а таква прилика немале или не знаат кому да се обратат, па затоа решивме тој празник на поинаков начин да го обележиме. Во недела акцијата ќе почне во 8 часот, собирањето ќе биде пред црквата, пред мостот на реката Пчиња и оттука заедно сите ќе појдеме. Веќе има околу 80 луѓе пријавени, ма уште ќе се пријават сигурно. Еве и мои ученици се пријавија веќе да сакат некој време го чекат тој момент кога ќе имаме некоја акција за почетници. И потоа со нашите водичи ќе се движиме по маркирана патека. Патеката ние однапред ја средуваме, значи ја чистиме од грмушки, од трње, кај што е избледена маркацијата, тоа го обновуваме и ќе се движиме прво низ Борова шума, па потоа Дабова шума, излегуваме на Видиковец каде што се гледа речиси целата Бислимска клисура. Таму горе има и целото плато е покриено со диви јорговани. А после се спуштаме уште на еден Видиковец, па одиме до пештерите,
Значи, реков дека самата Бислимска клисура е многу интересна, екзотична, има што да понуди. И потоа се враќаме повторно во селото, значи правиме една кружна акција која што ќе биде долга околу 13 километри, лесна е, значи прилагодлива за сите почетници, за сите дами кои што досега немале такво искуство. Меѓутоа, ние препорачуваме со оглед на временските услови, затоа што сепак се уште е зима, нели, да се носи планинарска опрема соодветна, ама пред се гозерки. Значи, бидејќи има карпес терен, може да има и да биде и мокар теренот, и затоа мора да се придржуваме кон тие правила. Акцијата по повод Денот на жената е поддржана од општина Куманово, како и традиционалната акција на планината Козјак, која се организира во чест на државниот празник 11 октомври. Ова година на 11 јули ќе се навршат 10 години од постојање на нашиот клуб, значи јубилејна 10 годишнина, и затоа и ова 8 мартовска акција ќе биде малку позбогатена со програма. Ќе има нешто што ќе биде изненадување за гостите. Се надевам дека ќе успееме да го реализираме, ама тоа е нешто што досега не сме го ние сретнале на ниту една акција, и мислам дека еве време е такво нешто поинакво да се доживее. А што ќе биде, нема да кажам, еве кога дојдат сите граѓани, меѓутоа може еве и вие да дојдете. Поканете се сите, затоа што патеката е прилагодена за сите и мислам дека ќе уживате во тоа. Клубот Козјак 2013 годинава одбележува 10 годишно постоење и успешно реализирање на активностите. Организирање планинарски тури речиси секоја недела, и тоа не само во Кумановскиот регион, туку и на планините во државата, како и надвор од Македонија со лиценцирани водичи, е она што ги привлекува кумановските рекреативци да се зачленат во планинарското здружение. Бројката на членовите континуирано се зголемува, а во тек се и новите уписи, информираат надлежните. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 280 возачи. Од нив 4 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 3 возила се движеле со над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 186 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 94 надвор од населено место, соопшти МВР. Во организација на Пулсот на демократијата од Куманово вчера вечер во Зонечискиот дом се одржа културно-уметнички настан, на кој беа презентирани 25 цртежи со модни креации, остварување на 22 ученици од насоката моден дизајн од средните училишта Перо Наков, Сами Фрашери и Наим Фрашери. На учесниците им беа доделени награди за првите 3 места и сертификати за учество на надпреварот, плакети и благодарници за представниците од општина Куманово. Во продолжение вестите од Македонија, новинар Елена Георгиевска. Владата на денешната седница ја замрзна цената на белиот леб на 33 денари. Исто така донесена е одлука и да се укине субвенционираната цена на струјата за компаниите. Цената на лебот ќе биде замрзната до 31 мај оваа година. Како што кажа на денешната пресконференција премиерот Димитар Ковачевски, овие одлуки се донесени бидејќи компаниите не ги намалиле цените на основните производи и покрај антикризните мерки на владата. Антикризните мерки ги носевме за да обезбедиме мирна и предвидлива есен и зима за граѓаните и компаниите во време на енергетска криза. Компаниите добија цена на струја преку ЕСМ пониска од берзанската. Помина доволен период од последниот пакет мерки за цените да се усогласат. Проверките на пазарната инспекција покажаа дека иако компаниите добиваат субвенционирана електрична енергија, цените не ги намалија или ги намалија незначително. Јас неоправдано покачување на цените нема да дозволам. Затоа на денешната седница оваа мерка ја укинавме. Производителите на основните прехранбени производи ќе се снабдуваат со струја согласно Законот за енергетика и правилата за снабдување со струја, рече Ковачевски. Одлуките утре ќе бидат објавени во службен весник, пошто ќе стапат на сила. Производителите на леб вчера се заканија дека ќе престанат со производство ако владата ја замрзне цената. Министерот за економија Кришник Бектеши на пресконференција ги повика производителите да ги прифатат ваквите одлуки и да не создаваат хистерија.
Министерот за економија Кришник Бектеши денеска рече дека има можност да се врати дневната ефтина тарифа на струја, како што истакна Бектеши во обраќањето на настанот по повод презентацијата на студијата Ефектите од кризата со храна и енергија врз децата и семејствата во Македонија од март ќе се зголеми минималната плата. Тој најави и дека ќе се донесат неколку административни одлуки за да се заштитат, како што истакна, најранливите категории граѓани. Ќе се зголемат линеарно и платите во администрацијата, што ќе следи со зголемување на платите и во приватниот сектор, но за жал ќе се донесат и неколку административни одлуки за да се заштитат тие што се најранливи. Има дополнителна можност со новата одлука од 1 јули да се помогнат пензионерите и тие што се невработени. Има можност да се врати дневната ефтина тарифа на електрична енергија, што ќе биде дополнителна можност за тие што се дома во тој период од денот и на индиректен начин да бидат поддржани, рече Бектеши. За 7% ќе бидат зголемени пензиите од март 2023 година, согласно новата методологија која налага постојан раст на пензиите. За една година пензиите се зголемија за 16%, па со новото усогласување истите ќе бидат зголемени за над 20%. Во изминатиот период имаше и финансиска поддршка како дел од антикризните мерки за 330.000 пензионери, односно тие добија по 1.000 денари повеќе за март, април и мај. Српскиот интернационалец Андрија Марјановиќ се враќа во редовите на Куманово. 24-годишниот Марјановиќ во Куманово дојде во март минатата година, пошто својата кариера потоа ја продолжи во шпанскиот Бургос. Марјановиќ игра на бековската и крилната позиција. Својата кариера ја започнал во Барселона во 2016 година, а има играно и во Мега Бемакс, Беовук, Слобода Ужице и Златибор. Освен со Марјановиќ, клубот неодамна се засили и со искусниот канаѓанец Рајан Рајт. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална дневна температура која изнесуваше 11 степени и минимална утринска која беше до 7 степен Целзиусов. И за утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 6 до 13 степени Целзиусови. Тоа беше се за вечер. Останете понатаму со нашата програма.